Каменичките пчелари и годинава добија медоносни дрвца. Ова е активност што Сдруженијето на пчелари Екокам Мед ја организира неколку години поред. Денеска го спроведуваме проектот доделување на медоносни дрвца за сите членови на пчеларското здружение Екокам Мед. Секој ќе добие медоносни дрвца со фора јапоника и еводија, дрвца кои што цветаат во јули и август, кога другата вегетација е при крај со нивното цветање. Поради чистата природа и богатата вегетација, каменичкиот мед е се побаран и поценет на македонскиот пазар. Лани годината за пчеларите беше лоша, но кога условите се добри, пчелите знаат да вратат добро. Моje лично искуство у добра година е повеќе од 40 кила. Што е добро, да. И имам го повеќе пати. Значи, повеќе пати имам добиен таков резултат. Сепак, пчеларењето во Каменица е ограничено само на најосновните активности. Сите можности што оваа гранка ги нуди не се искористени. Може да се напомене дека сме еден чекор надзад од современите пчелари со собирање на матичен млеч, кое е актуелно и најново што сега се дешава е собирањето на пчелин отров, кој кај нас уште го нема, но предпоставувам дека во наредните години ќе почнеме да ги купуваме самите инструменти со индуктивна струја за да можеме да го вадиме пчелини отров кој е кажано дека е поскап од 1 кило пчелин отров е поскап од кило злато. Каменичкото здружение на пчелари брои околу 60 членови. Сите тие денес се собраа за да го одбележат денот на Свети Харалампие, светецот кој се смета за заштитник на пчелите и пчеларството.